Сите проблеми се решливи доколку навреме се посети офталмолог. Со негова помош се што паѓа во очи наеднаш станува невидливо, бидејќи тие, доколку се доволно стручни, може комплетно да го сменат светогледот и да ја подобрат сликата за средината во која се живее. И низ призмата на моите розови очила, согласно препораките на мојот оптичар, ќе успевам да се надоврзам за кварталниот извештај за изминатата 2024 година. Смарт градоначалник, смарт езеро, младост и смарт Верес. Езеро кое само се прочистува, град кој е само одржлив и градоначалник кој е сам на тронот на најуспешни градоначалници. Општинските советници не само што веќе добро ги имаат прочитано своите градоначалници, туку се чекор пред нив, па не бара јасновици однапред ги предвидуваат следните потези кои што ќе ги преземат. И јас уште сега знам што ќе ми одговори, но јас после имам реплика на тоа што ќе ми одговори. Понекогаш и некаде не е дозволено да се каже став, камоли да се даде реплика, не дај Боже дупликот и се знае кој го има последниот збор. Особено кога шефот, кој ги знае сите тендерски постапки за организација и екскурзии, сака да го понижи подчинетиот. Да, ворете. Ама пошто прв пат правиме вакво, сакаме да го знаеме искуството. Веќе го кажав. Абе не ми кажува искуство за 5 листа хартија и за да зберам за 5 минути 3 понуди. Искуство. Не, директно не се пуштај разговор што не води. Мака си немаат само директорките, туку и советниците. Толку стравуваат од администрацијата, па јавно се извинуваат ако евентуално ги преоптоварат или не дај Боже им чепнат во слободното време. 30 точки денеска ние да ги дебатираме, замислете по 5 минути од секоја точка да имаме, колку ќе ни оди, на крајниот момент ќе ни викаат службите работиме до 3 и треба да си заминат, или ако ги задржиме, кој знае, една година ќе ни се налутат, здраво нема да ни речат. Но и на администрацијата и на градоначалниците не е лесно. Особено кога мнозинството во Советот ќе се намерачи некого да смени, а за тоа не доставува никаков официјален документ. Туку работата ја турка на слепо. Јас те потпуно разбирам, Славица, али не е прв пат да имаме таков случај. Прво е преседан. Ова вако не имал. Како може точка без материјал? И второ, зошто менуваме, кажете зашто го менуваме човек кој мандатот се уште му паши? Или тоа е само некаква политика? Која е причината? На што се повикувате? Срамот. И на крајот, кога тишината одзвонува. Барам тие да ми се донесат, да може да работам на оваа седмица. Председателе, ќе размислуваш уште ли? Ќе видиме, треба да се... Ајде, јас треба, Тогаш викни пауза и нека ми се достават документи. Ако за да се обезбедат материјали за седница, треба толку многу да се размислува. Колку ли мозочна маса треба да биде ставено во функција за нешто реално и опипливо да се направи.